почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Традицијата на предизборните ветувања, тоест лаги, станува се по-нормална и безсрамна. Имено вчера преку сообщение до медиумите се најави нов проект и тоа замислете за развивање на спортот. Имено Општина Охрид и Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија наскоро започнува со реализација на крупен спортски проект изградба на баскет игралиште во некогашната касарна Михајло Апостоловски. Браво за замислата и се надеваме дека нема да биде како со ултрамодерниот стадион во село Лесковец. Или тоа е веќе застарено ветување. Па не е толку далеку од Лесковец, па ќе може луѓето да доаѓаат тука на рекреација. Толку од поддршката за спортот и младите во Лесковец и по се изгледа директорот на Агенцијата за млади и спорт веќе ќе почне да бара друга локација за рекламни спотови, бидејќи во Лесковец тешко дека ќе може повторно да прави реклама со ултрамодерниот стадион кој што беше најавуван со посебни изговори и најавувања екстравагантни. Да не ја заборавиме и затворената спортска сала, но можеби не ја дислоцирале. Но очигледно овие ветувања ќе влезат во низа наветено и неисполнето заедно со стационарот. Затворениот базен кој требаше да биде функционален уште во 2018 година, софистицираната фабрика, фамозната гасификација на господинот Тунтев, УНЕСКО, дивоградбите, канализацијата на повеќе места како Лесковец, Рача, Подмолје и на многу други места. Жалосно е тоа што се уште ги понижувате и подценувате нашите сограѓани, жалосно е и тоа што 10-15 години ветувате едно исто и безсрамно повторувате на секои избори. Од друга страна пак, браќата на ДПМН осудуваат и критикуваат за кампањата ТЕ, а забораваат дека пола проекти на СДСМ беа во предизборната кампања на ДПМН уште во 2013 година. Забораваат дека ветија и тие стационар, затворен базен, модерен спортски центар во Лесковец, канализација и се останато, но самите се сетиле да побараат од власта да им се извини на охриѓани за излажаните проекти, но пред се нека дадат пример како се прави тоа, бидејќи и тие со години наназад ги лажат охриѓани. И разумно е да кажат дека прв пат со зборот Дивоград би се соочили во 2017 година. Исто така разумно е да кажат дека прв пат за УНЕСКО слушнале во 2017 година. Но добро е, битно напредуваме. Драги господа од власта, прво завршете тоа што го ветивте пред да дојдете на власт, а потоа ветувајте нешто друго. Вашето ветување е добро, но судејќи по досегашните ветувања, тоа е само една голема лага и потек за гласови. А откако ќе ги добиете истите, забравате што сте ветиле. Ви благодариме.